74 годишнината од трагичниот настан, стралањето на борците од третиот тетовски партизански одред Младен Симовски и Андреа Христоски денес беше одбележана во дворот на црквата Свети Никола во Тетово. По одслужениот помен парастос пред спомен плочата присутните положија букети и цвеќиња. Пред паметникот на народните херои се поклонија делегации од нивните роднини, делегација од Општинската организација на Сојузот на борци Тетово, делегација на Општинската организација на СДСМ Тетово, делегација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, представници од Националната установа Музеј на Тетовски крај и ученици од основните училишта Андреа Савески Ќиќиш и Гоце Делчев. Еве и денеска, на овој ден на Мала Богородица, 21 септември 2018 година, се собравме, како и другите минати години, да се подсетиме и да им оддадеме почит на Младен Симовски Требош и Андреа Христоски Шварц, борци на третиот тетовски партизански одред, кои на овој датум, точно пред 74 години, беа стрелани од страна на балистите на ова место. На овој трагичен настан му претходеше 19 септември 1944 година, кога во село Беличица, Гостиварско, борците на третиот тетовски партизански одред, кои беа лоцирани во селото, направија се што беше во нивна моќ за да го одбрана селото од фашистичко-балистичкото насилство. И повеќе од тоа се жртвува себе си, ги дадоа своите млади животи, спротивставувајќи му се надалеку помногобројниот и подобро вооружен непријател во повеќе од 6-часовната жестока борба. И покрај тоа, тие им нанесоа големи загуби. На бојното поле остана и животите ги положија храбрите момчиња. Тројца партизани беа ранети, а 4 заробени. На боиштето еден покрај друг лежеа работник, земјоделец, ученик, македонец, албанец, србин, 20 браќа и нивната сестра, неразделни другари од детството и соученици од тетовските училишта. Од злосторничката рака згаснаа и животите на 17 селани, жители на Беличица, жени, деца и старци. Нивната смрт вечно ќе подсетува на црнилата на фашизмот и на окупацијата, но и на слободолюбивоста и гордоста на Беличица. Почитувани заробените борци Младен Симовски, Андреа Христовски и Сретен Тофиловски беа донесени на ова место каде сега ние се наоѓаме на овој ден и беа изведени да бидат стрелани. Сретен Тофиловски, кој имаше 9 прострелни рани задобиени во село Беличица, беше ослободен од тогашниот командант на балистите Джемо Хаса со зборовите: овој ѓаур куршум не го тепа, да се однесе на лечање, па да се докрајчи после. На овој ден Андреа и Младен беа изведени пред присилно собраното тетовско население во дворот на црквата Свети Никола. Пред пушките на злосторниците Младен ја подигнува тупаницата и громогласно извикува: смрт на фашизмот, слобода на народот, пошто се слушта и стрелите на джелатите од нивните пушки, и при тоа згасна и животите на младите Младен и Андреа. Токму затоа одбележувањето на овој и на другите значајни останати настани датуми и личности од НОБ представува наша законска, цивилизацијска, хумана, морална и пред се човечка обврска и долг кон сите наши борци, без разлика на верска и национална припадност, кои се борија и ги дадоа своите животи за нашата слобода. Нека им е вечна слава и нека почиваат во мир. Андреа Христовски Шварц бил роден 1919 година во Тетово, а во НОБ се приклучил додека бил студент и имал задача меѓу другото да растура летоци. Младен Симовски Требош бил роден 1923 година во Тетово, а во НОБ се приклучил 1943 година кога му била доделена задача да печати легални материјали. Од неговото семејство, сите од Тетово, загинале уште и Пано Симовски кај Беличица, Ѓоце Симовски при ослободувањето на Прилеп и Симо Симовски кој загинал при завршните операции за ослободување на Југославија.